Ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домакини Јони Вети Треновски. Почитувани слушатели и Facebook следбеници, како што знаете, секоја сабота ова време е резервирано за разговор со наши гости. Денешен гостин е доктор Наташа Котлар Трајкова, директор на Државниот архив на Македонија, научен советник и подпредседател на политичката партија Глас за Македонија, која е и дел од коалицијата Твоја Македонија. Со неа и овој пат, како и многу пати наназад, ќе ги анализираме најактуелните теми во Македонија, како и прашања кои не засегаат сите нас, без разлика каде се наоѓаме. Една од темите за кои ќе разговараме со доктор Наташа Котлар е барањето на американскиот председател Доналд Трамп од земјите членки на Алијансата, меѓу кои е и Македонија, да одвојуваат 5% од БДП за подршка на Киев наместо досегашните 2%. Токму така, почитувани, со господја Котлар ќе зборуваме за изјавата на Мицкоски поврзана со внесување бугарите во албанскиот устав и за синхронизираните бугарски напади врз премиерот Мицкоски, а ќе зборуваме и за разговорите во владината коалиција за промена на државниот грб. Со господја Котлар ќе зборуваме за одлуката на уставните судии да поведат постапка за измените на кривичниот законник, истовремено давајќи му на собранието рок од 6 месеци да ги исправи штетните измени. Ќе дискутираме и за најавите од бугарските власти дека нема да преговараат со Македонија за условите под кои можеме да ги започнеме преговорите со Европската Унија. Ке зборуваме за изјавата на председателката Гордана Силјановска-Давкова дека гледала исчекор во односите помеѓу Македонија и Бугарија, кој што може да доведе до деблокада на македонскиот евроинтеграцијски процес. Ке зборуваме за возможното разрешување на судскиот совет и како да се постигне тоа, особено што сегашните закони не дозволуваат брзо разрешување. Со господја Котлар ќе дискутираме и за реакциите и пораките на судскиот совет, дека изјавите на функционерите представуваат притисок и обид за подкупување на судската власт, како и директна закана за независноста на правосудството. Со господја Котлар ќе зборуваме за започнатиот процес од страна на владата за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски, а ќе зборуваме и за молкот на ДУИ и причината за нивното затишје. Почитувани, ова се само еден дел од темите за кои во следните неколку минути, колку што ќе има потреба, ќе заговараме со нашиот гостин, односно гостинка, која во овие моменти ја покануваме преку видео линковско поврзување. Да видиме дали се ќе биде во ред со звучниот сигнал, бидејќи видео сигналот го приметивме дека е добар. Ако се слушаме, господја Котлар, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Јас ве поздравувам. Се слушаме, само се појавува една дисхоостонија. Јас ве слушам во две верзии, еден по друг. Добро утро и од мене, господја Котлар. Верувам се слушаме добро. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана за денешново учество на Македонски корени. Ни причинува задоволство и чест што сте повторно со нас. Се надеваме дека ќе успееме да го задржиме вниманието на сите наши слушатели и гледачи. Доколку има прашања од гледачите и слушателите кои не се опфатени од наша страна, тие ќе ви бидат прочитани и доколку сметате дека треба да одговорите на истите, можете тоа да го направите секако. Министерот за одбрана Владо Мисајловски, кој се наоѓа во Брисел и учествува на состанокот на министрите за одбрана на земјите членки на НАТО, даде изјава во врска со барањето на американскиот председател Доналд Трамп, европските сојузници да преземат поголем дел од финансискиот товар за подршка на Киев. Тој обелодени дека се предвидува зголемување од 2% на 5% од БДП, што секоја земја членка на НАТО треба да го издвојува за Алијансата. Како гледате на оваа иницијатива и колку е реално остварлива секако? Дали Македонија ќе може да го издржи ваквото зголемување? Секако дека сите ја знаеме онаа опција дека треба да се плаќаат во моментов 2% од бруто националниот доход,
Так. Меѓутоа, предлогот на американскиот председател Трамп е тоа во иднина да биде до 5% од националните бруто доходи на земјите членки на Унијата. Јас колку што можев да разберам, од наша страна се превзема една, да речеме, мерка тоа да биде во некоја сукцесивна фаза. Фактички тие 5% зголемувањето на буџетот во однос на издвојувањата за НАТО да се одвива во некоја фаза на неколку години, бидејќи секако не сме во можност како земја, како економија, да издвојуваме таква огромна сума од бруто националниот доход за потребите како членка на НАТО. Но знаете, мене малку ми е, сега јас ќе одам малку и на друга сфера, бидејќи сепак воената сфера и не ми е толку обилена, да речам, јас сум пацифист, ете, така да се именувам себе си. Знаете колку може да се помогне на ова општество да се крене и да биде реформирано и здраво општество ако вложите 5% од националниот бруто доход во образованието. Затоа сме ние долу на оние листи на универзитети, затоа што издвојуваме 0,2 во однос на образование и на наука. Словенија излезе од југословенската заедница во која што бевме, меѓутоа Словенија издвојува 3% во однос на образование и наука. Значи, убаво е да сме дел од некое воено така друштво, кое што нам ни влева некоја само доверба дека сме силните во светот, меѓутоа треба човек да биде голем реалист и да свати дека можеби е подобро да се бараат начини и средства во самата држава како да се справиме и како да го зголемиме приходот во државата, за да имаме средства па и за тој голем воен сојуз, именуван како НАТО, а воедно и за едни други сфери кои што нам многу ни се битни. Наука, јас мислам дека треба да се вложи во наука и во технологија. Ете така. Премиерот Христијан Мицкоски за време на пратеничките прашања во четвртокот од собраниската говорница во прашална форма рече зошто Бугарија не бара од Албанија граѓаните кои се таму и кои се изјасниле како бугари да влезат во албанскиот устав. На ваквата изјава реагираше бугарското министерство за надворешни работи, обвинувајќи го Мицковски за искривување на реалноста и подкопување на напорите за градење на добрососедски односи, при тоа додавајќи дека бугарското малцинство во Македонија не е билатерално прашање, туку европски стандард и дека од тоа зависи еднината на Македонија кон ЕУ. Додека пак Бојко Борисов, изјавата на Мицкоски, вели дека била тест и провокација за новата бугарска влада, а пак Слави Трифунов ја представи Бугарија како жртва. Како ја оценувате изјавата на Мицкоски, но и синхронизираниот бугарски напад врз премиерот Мицкоски? Па знаете, мислам дека премиерот постави едно многу разумно прашање. Меѓутоа, во однос на бугарските представници, знаете, лошото дете прво удира и прво плаче. Така што мислам дека овие ликови од бугарската политика, и Борисов и Трифунов, се луѓето кои што се најзаслужни да дојдат во најлошата точка македонските и бугарските односи. Почнувајќи со ветото, со она што представуваше декларација во бугарското собрание, сите ја забораваат таа декларација од 2019 година и одат на она што беше изразено во собранието после францускиот предлог и така натаму. Значи, се што беше направено и напишано, тоа се тие луѓе кои што го возможија лошиот однос меѓу Бугарија и Македонија како држави и нормално меѓу македонскиот и бугарскиот народ. Бидејќи ја вжештија националистичката политика и издигајќи ја во една државна бугарска политика, бидејќи ние немавме толку влошени односи
Се започна во 2017 година, кога на еден крајно неписмен, неграмотен начин се создаде содржината на договорот за добрососедство меѓу Бугарија и Македонија и каде што беше внесена некоја содржина која што не смееше да биде таму, барем за македонска страна. Така што сметам дека наше е да ги прифатиме и да ги примениме сите можни мерки и реакции за да си го обезбедиме нашето легитимно право и на постоење и на историја. Овие двајцава живо ќе се држат до она што е како словон она или познат како француски предлог, затоа што тие со тоа премногу добија. А ние на тој начин ја губиме нашата независност. Мислам дека нашиот премиер покрај ова прашање треба секогаш да го има прашањето како успеа претходната власт да го потпише оно што се вика француски предлог, односно рамката и протоколот. Тоа е најстрашното. А од бугарска страна нормално е да има реакции, затоа што тие се што требаше и добија, но треба и нешто друго да се истакне. Тие како држава многу вложуваат во она што представува надворешен простор. Тие создадоа бугари, тие немаат бугари во Македонија, тие се вистинските бугари многу малку, 700 до 800, како што кажа премиерот своевремено, па одва и дојдоа до 3500 на пописот, за да сега се манипулира со бројката на оние што имаат извадено бугарски пасоши, претежно од економски причини. Така да мислам дека ние имаме сериозен проблем внатрешен и тоа треба да се решава, а нормално сите мерки ќе си ги превземеме за да се заштитиме и внатрешно и надворешно. Господје Котлар, што мислите за информацијата дека ВМРО, ДПМН и коалицијата Вреди го отвориле прашањето за промена на државниот грб без да дадат повеќе детали? Премиерот изјави дека ова не е нова иницијатива, бидејќи во 2014 година во време на владата на Никола Груевски и Дуј имало некаков договор за тоа. Сметате ли дека треба да се промени државниот грб и дали очекувате тогашната идеја грб во црвен разгневен лав, златен штит и мурална круна повторно да биде разгледуван? Знаете, јас ова го разбирам така покомплексно. Не е ова едноставно прашање. Ќе се обидам вака. Најпрви сметам дека во овој момент не е најцелисходно да дискутираме ние за грбот. Мислам дека големата македонска партија и коалицијата во која што е или која што ја чини, се обидува на некој начин да им обезбеди ветар во грб на коалицијскиот партнер Влен, бидејќи тие треба да се представат некако позитивно пред албанската публика, пред локалните избори. Не знам, може би дали го проследивте вчера она што го изјави министерот за здравство. Таму уште фалеше и Дедо Мраз да биде ставен и све да се исполни. Да, се слушна и химна и 20%. И 20%. И уште и јас да бев убава и млада, па и мене да ме ставеа за нешто да бидам. Значи, тоа беше така... Не веруваме дека ќе влезевте во таа рамка вие. Немаше да ме собере, да, нешто малку се пополни, да речем. Не, мислам не за физиономијата, мислам за она што го мислите, за мислата. Да, ве разбрав, да, многу ве разбрав. Меѓутоа, знаете, мислам дека ова прво е направено во таа насока, ете, некако да им се помогне да обезбедат некаков простор во тоа албанско гласачко тело. Друго, воопшто не знам зошто сега се поврзуваме на нешто што било предлог 2014-та, бидејќи грбот датира уште многу одамна од времето кога
македонската држава фигурираше како социјалистичка република Македонија во рамките на Југословенската заедница. Сега во тој период ние на тој грб имавме петокрака. Со осамостојувањето се сеќавате, таа петокрака е тргната. Меѓутоа како грб тој, јас не сум хералдичар, за публиката да објаснам дека хералдика е наука за проучување на грбовите и тоа си постои цела наука која што треба да дава одговори. Но, ако го се обидам стариот да го представам, стариот грб или тековниот во овој момент, значи ги представува географските можности и реалности на македонската држава. Имаме таму езера, житни полиња, планини, небо и така натаму. Претпоставувам дека според пропозициите на хералдиката можело и таков грб да постои. Да не се лажеме, тој не е социјалистички. Социјалистички се смена уште пред 2-3 децении. Меѓутоа, сега се прибегнува кон формулата што би било заедничко за сите нас како општество. Значи, прво и основно, што ни е заедничко, ние сме разделено општество, не сме заедничко општество. И многу ќе ни треба, но понатаму ќе зборуваме на оваа тема. Затоа е земена опцијата на лавот. Иначе, како историчар, можам да ви кажам дека црвен лав на златна површина е фактички тој грб кој што се појавува во оние доцно средновековни или нововековни појавени книги или грбовници што ги спомнуваат, уште од периодот на 16 век, 16-17 век, тука е таа интересна работа и се среќава грбот фактички црвениот лав со жолто поле и на него треба да пишува во тие грбовници најчесто се среќава Александар the Great или Александар Магнус или така натаму, зависи од јазикот на кој што е напишана грбовницата. Сега овдека се дава една солуција на една круна. Видите, на некој начин се настојува да се поврзи заедничкото за сите кои што се на овој простор. Тоа е лавот, добро, Александар Македонски или војнот на конј, како што љубат некој да кажат. Добро, поврзувачка алка е. Меѓутоа, се сомневам дека тоа сето така ќе биде. И друго, јас сум, например, републиканец, македонската историја во најголемиот период, сега модерната историја, ние сме републиканци, навистина нашето историско минато има една вертикала, не директна, но тоа научниците си го имаат објаснато, и античка, и средновековна, и нововековна. Меѓутоа, сега со сила да му даваме такво значење на монархизмот, малку ми е мене неприфатливо. А друго, многу често се случуваат такви работи да се внесе една тема и идеја во момент кога сметам дека нас најважни ни се борбата со корупцијата и зголемувањето на бруто националниот доход, бидејќи ние навистина во Македонија се соочуваме со сериозна сиромаштија наспроти 2% сериозно збогатени луѓе врз основа на парите кои што биле на некој начин крадени или земани од пак народниот буџет. Така да мислам, ова ја гледам само како една меѓупартиска играрија, на што ќе се сведе тоа, ќе видиме. Некако мислам дека имаме многу посериозни теми отколку ова што го спомнавте, дека треба да му посветиме внимание. Господја Котлар, од СДСМ за сега се против проблемата на грбот, додавајќи дека тој бил одлика на асономските вредности на кои е заснована државата.
Како гледате на она што од сега само вела дека тој бил одлика на асномските вредности? Сега ли се сетија на асномските вредности, каде им беше умот кога го мена името и кога го променија уставот со тоа и преамбулата? Асномска Македонија многу одамна, јас ќе речам, засегната. Знаете, јас сум сепак историчар и не би сакала да зборувам за уништување на Асномска Македонија. Само прост човек, само неук човек, само ограничен човек може да помисли дека треба да се удри по асномските корени. Затоа што Асном е изведен и износен од генерација која е прилично демократски настроена, нема да речем ни левица, ни либерала, тоа се демократски сили. Партизанското движење почиваше на социјалната и на националната визија за македонска држава. И затоа се извојува ова што се извојува и се создаде Асном. Да, точно е дека по Асном се удира и 91-а. По Асном се удира и 99-та со декларацијата потпишана меѓу Љупчо и Иван Костов. По Асном се удира 2000-та и 2001 година со Охридскиот и со она што се случуваше како воен конфликт. По Асном се удира, да не заборавиме, 2004-2005 со административната поделба на Македонија. По Асном се удира 2017, 18, 22 и така натаму. Меѓутоа, асномските корени се жилави. И да не си играме, бидејќи и Северна сака многу повеќе да се кити со историјата на Асном, отколку со нешто друго, бидејќи Северна нема историја. Тогаш, зошто одат по историјата на Асном? Затоа што Асном е поврзување на една генерација со претходна генерација. Затоа е тоа втори Илинден. Така што, ние само треба да размислиме, кога настапуваме политички, до која мера ги изразуваме вистинските нешта и вредности, или е битно само да се настапи пред некоја камера, да се каже нешто што се знаело, не се знаело и толку се завршила работата. И јас ви дадов одговор. Мислам дека не ни е тоа приоритетно прашање. Знаете, село гори, баба се чешла, ајде сега, ние ќе правиме. Токму така. Минатата влада на СДСМ и ДУИ со донесувањето на измените во кривичниот законник направија непоправлива штета на македонскиот правен поредок, овозможувајќи застојување на предмети за поранешни функционери. Во средата заседава уставните суди и ја разгледа иницијативата поднесена од поранешниот пратеник Павле Трајанов за проверка на уставноста на таквите измени кои што се случија во 2023 година и донесе одлука да поведат постапка за измените на кривичниот законник, а истовремено на собранието му дадоа рок од 6 месеци да ги исправи штетните измени во кривичниот законник, во спротивно законот ќе биде поништен или укинат. Како ја оценувате ваквата заврзлама, но и одлуката на уставните судии и дали уставните судии се будат од многогодишниот сон и која е причината според вас за ваквото нивно будење? Веднаш ќе ви одговорам, гледам еден ваш слушател ме бомбардира со грбовниците на Александар Македонски. Значи, јас не реков дека не постои грбовница. Никола Македон? Да. Јас ги посочив 16, 17 и 18 век. Меѓутоа, не значи ако постојат книги од тој период и се наоѓаат во некоја си светска библиотека, тие се научни книги. Значи, и во тој период постојат популарни книги и така натаму и така натаму. Јас се држам до оно што го создава науката. И ви кажувам, некаде се среќава како Александар Македонски,
некаде се среќава многу често и како Александар the Great или Магнус, зависи од авторот кој што пишува. Меѓутоа, јас не го спорам изразот што е на Александар Македонски, јас спорам за навременоста дали треба сега да отвораме прашање за грб. Така да популарните книги од 16-17 век воопшто не ми се потребни. Ете, има библиотеки кој сака нека си ги чита. Так, Меѓутоа, ме вратиме на прашавте за судот, Така. односно Уставниот суд, кој што им препиша на соодветните пратеници, тие актуелните пратеници, во рок од 6 месеци да ја исправат грешката. Ете така го сублимирав на наједноставен начин. Знаете, малку мене ми е чудно како тоа за 6 месеци ќе се среди таа работа, искрено да ви кажам. Мислам дека постои едно искажување од страна на луѓе кои што се во таа фела дека постојат ингеренции од страна на Уставниот суд кои мерки да ги превземе. Меѓутоа, знаете, јас прво ќе се оградам со оглед дека јас не сум човек кој што ја познава таа наука, судската, правосудната. Јас бев човек кој што сум во општеството ангажиран по тие општествено-историски прашања и уште кога се донесе тој закон, мене ми беше многу чудно, нагласувајќи ја неравноправноста во државата на луѓето, на жителите, на граѓаните. Значи, вие можете да сте политичка личност и ако случајно се огрешите, односно си се офајдите со определени суми, парични, материјални богатства, утре да можат само вас да ве гонат со една минимална казна, а не дај Боже ако украдете 10 кебапчиња да скапате во затвор. Така што мислам дека знаете, правосудната власт е третата власт од 4 власти и таа треба да биде независна. Нормално, тука стои Собранието како највисок законодавен дом, кој што ги пропишува и ги спроведува нели законите и можеби ја има најголемата власт нели во овој случај, дека треба да се интервенира. Треба, меѓутоа мене малку ми е симптоматично формулацијата за 6 месеци да се вратат нештата назад и мислам дека ако сакаме ние да постапиме во разрешувањето на угледот и дигнитетот на судството во моментов, тогаш треба да се преземат сериозни мерки, базирани на словото на законот, на процедурите, на реформите и во никој случај да нема тука ниту една партиска, а особено политичка задршка. Затоа што од политички идеи ние многу настрадавме. Така што сметам, ете јас го задржувам своето право на ова мислење, дека тука треба многу брзо да се реагира, многу квалитетно треба да се реагира, многу свесно и совесно, за да не испаднеме дека едните сме раја или пучанство, како што викаат хрватите, а некои се благородништво врз основа на крадење, непочитување, газење на луѓето. Знаете, луѓето од врвот на политиката треба да бидат во функција на народните потреби. Не ние да се потресуваме ако се појавил некој министар. Тој треба од нас да се плаши. Да. Така е. Господја Котлер, дали со ваквата одлука Уставниот суд се обидува да ја префрли топката во Собранието? Сега ќе се надевам дека е лапсус и дека знаете разликата меѓу народ и нација. Значи за господин Антони Алексовски да му кажам дека многу добро знам што е народ и нација. Во моментот јас го употребив терминот народ бидејќи во договорот од 2017 пишува за народ, односно народи, не пишува за нации. И
ќе ги замолам слушателите да се концентрираат на она што зборувам, за да не морам јас да губам време и да давам објаснувања непотребни. Токму така, господе Котлер, за тоа сакав да ви кажам дека многу често не слушаат што се зборува, пишуваат, така да не обрнувате многу, ако има некое прашање што ние мислиме дека заслужува да се кажи, а не е офатено со нашите теми, ќе се навратиме, ќе го најдеме и ќе го поставиме. Значи, само дадов појаснување дека ја користев терминологијата на договорот, кој што е потпишан. Така. Дали со одлуката на Уставниот суд се обидуваат да ја префрелат топката во собранието, да се решава проблем? Па мислам дека така тоа е, дури и така е кажано, дека ако не се најде некој модус, сите овие, ајде јас ќе ги именувам промени, нема да речам реформи, дека ќе го бараат својот пат преку собранието. Меѓутоа, знаете, јас сакам да верувам дека сето тоа ќе биде совесно и како што треба, и се надевам дека нема други фактори на сето тоа да влијаат. Так. Новата бугарска влада изјави дека нема да преговара со Македонија за условите под кои можеме да ги започнеме преговорите со Европската Унија, конкретно за уставните измени со одложено дејство. Оваа изјава дојде откако премиерот Мицковски најави подготвеност за диалог со бугарскиот премиер Росен Желјачков за надминување на спорот. Како ја коментирате оваа ситуација и каков исход очекувате од сето ова? Прво од последниот дел да одговорам дека не сум оптимист. А друго, ја доживувам оваа состојба како нормална надворешно политичка комуникација. Ние од наша страна, значи, го носиме бремето, како што преска кажав, на подпишаниот протокол и рамка, нели? И сега ние нашиот маневарски простор треба да го бараме на таа линија. Мислам дека треба, барем јас сум таков човек, дека мора да настапиме многу поотворено. Ако е дипломатски расправијава, меѓутоа треба да се настапи многу поостро и да се бранат македонските барања, односно македонската кауза. Јас не очекувам од другата страна, од бугарската, намера за асимилација и негација на македонскиот народ, на македонската држава и за да го отвори патот на својата територијална експанзија. Мислам дека мудроста е потребна на наша страна. Тука треба да се предвидат, барем оние кои што ќе учествуваат, знања од областа на историската наука, политичката, дипломатската и многу сериозно да му се пристапи на проблемот. Знаете, како да кажам, со едно двоумење не можете вие да настапите во овој проблем кој што е настанат. Тука кај нас двоумење, премислување не. Морате да знаете каде одите, со што сакате и како ќе настапите. А не ќе браниме и рамкава, ќе го браниме и протоколот, ама ќе се бориме да ги немат. Малку е измешана работава. Така. Председателката Гордана Јановска-Давкова пред некој ден даде една изјава поврзана со македонските евроинтеграции со акцент на наметнатиот проблем кој го имаме со Бугарија. Силјановска рече дека гледала исчекор во односите помеѓу Македонија и Бугарија, кој што може да доведе до деблокада на македонските евроинтеграцијски процес. При тоа таа обелодени дека групата за пријатели на Западен Балкан, меѓу кои земји и Македонија, е активна и дека постојат креативни предлози за да ни се отвори патот за кластерите 2, 3 и 4. Како ги оценувате ваквите нејзини изјави, но и тоа дека имала пријателски диалог и разбирање со бугарскиот председател Румен Радев, при тоа додавајќи дека очекувала во директните средби да се разговара за божите решенија?
Па добро, јас ова искажување на председателката го гледам како синхронизиран настап на нашата политичка конјуктура, која што е задолжена покрај внатрешна да води и надворешна политика. Друго, не препознавам, едниот чин оди преку премиерот, другиот чин оди преку председателката и сигурно она оди третото преку министерот за надворешни работи или собранието. Ја видов изјавата на председателката и јас се радувам ако таа препознала чин на известно подобрување или олеснување на состојбата во однос на некои поглавја што се спомнати таму. Ме радува нивниот пријателски однос со бугарскиот председател Румен Радев. Меѓутоа, тоа е свет дипломатија. Во дипломатијата постои куртуазија, во дипломатијата имате искажување меѓу редови, двосмислени и сето тоа, но тоа е само техникалија, тоа е израз на нешто што вие го имате како стратешка цел. Треба да се дефинира која е стратешката цел на македонската страна, бидејќи стратешката цел на бугарската страна е дефинирана. Асимилација, негација, експанзија. Која е нашата стратешка цел и тактика кон она веќе што нам не е познато? Јас таков коментар би дала. Македонскиот правосуден систем е во длабока криза. Премиерот Мицкоски најави итни реформи, но сегашните закони не дозволуваат брзо разрешување на членовите на Судскиот совет и Советот на јавни обвинители. Една од алатките за нивно разрешување е јавниот притисок и моралната одговорност. Дали очекувате тие сами да поднесат оставки или сметате дека ќе останат на функција до крајот на мандатот? Знаете, притисокот е голем. Дали ќе се определат да останат до крајот на мандатот, малку ми е чудно. Колку што се сеќавам дека има некое размислување во насока да по истекот на определени барања, законски процедури, дека тоа тие ќе го направат. Се чувствува една сериозна напнатост меѓу она што представува законодавна власт и правосудна власт, во кој што спаѓаат и обвинителите и Судскиот совет. Меѓутоа, знаете, мене ми пречи таа преголема јавност, преголема играрија. Знаете, пак ќе кажам, тоа е сепак независна власт. Дали зборуваме сега за Судски совет или Совет на јавни обвинители. Така што мислам дека тоа треба да се стави во едни други рамки и дискусијата да се одвива во други рамки, да биде сериозно и експедитивна и широка, меѓутоа сериозно да се работи на тој план. Мислам дека премногу е дозволено овој проблем да оди како реалити шоу. А знаете, од реалити шоу тешко некој дека ќе направи реформа. Мислам дека реформите треба на подруг начин да се прават и многу сериозно треба да се прават. Јас сакам да се реформираме како општество, бидејќи ние сме многу нездраво општество, зрели како нездраво општество, е ви еден оксиморон. Так. Убава дефиниција. Доколку се разрешат членовите на Судскиот совет, постои ли ризик од повторна партизација и поставување на партиски кадри од актуелната власт? Па јас не сакам да помислам на такво нешто. Искрено да кажам. Пак ќе кажам, јас
имам особена почит кон таа власт, правосудство, судска власт. И мислам дека тука не би требало да биде. Сега дали ќе биде така направено, останува да видиме. Так. Како што рековме, судството, односно целиот правосуден систем е клекнал на колена и со години наназад, наместо правда, произведуваше политички хајки и огромни скандали. Пред да поставиме прашање, дозволете да се подсетиме кога и од кого започна. Ставивме уште еден темел на неселективна правда и на правосудство кое гарантира одговорност и казнивост за секој кој што го прекршил законот. Правда и борба против криминалот и корупцијата. Господја Котлар, како ги оценувате овие изјави, но и денешната целокупна состојба, особено ниската доверба од испод 2%? Дали очекувате и дали верувате правото и правдата конечно да завладеат и кога? И дали изјавата на Мицковски дека има други алатки за да завладее правото и правдата, меѓу редови да сватиме како најава на масовни протести од страна на граѓаните, а поддржани од коалицијата Твоја Македонија? Мислам за ова последново што го спомнавте за масовни протести, мислам дека тоа нема така да биде. Ако не беа масовни протестите кога требаше да се бориме за името, освен оној протест на 27 февруари кога беше, нели, 19 година, јас не знам што е масовност во македонскиот простор. Така што ме прашувате за изјавата на Заев. Заев, како да ви кажам, едно зборува, друго прави. Така беше целокупното негово владење. Друго, да не заборавиме дека едно е право, а друго е правда. Така да тие нешта тешко некогаш дека ќе ги задоволиме, но многу е битно да го ставиме целиот правен систем во една сериозна, исполнителна и државничка рамка. Се друго ќе биде измама, а она што Заев го видовме и не подсетивте во моментов, представува вистинска негација на она што треба да представува реформа во правосудниот систем. Ако почнаа притисоците, договарањата, внушувањата во правосудниот систем, почна токму во тој период најмногу. Не можам да речем дека тие не постоели претходно, но својот врв, својот суперлатив го достигна во неговото време. Погледнете ги сликите кои што се објавуваат во електронските медиуми, каде е тоа семејство и како ужива во една подалечна земја. Зар ние треба сега да мислиме како ќе го реформираме правосудниот систем? Семете малку, напите се водичка. Да. Да појаснам дека јас сум пациент кој што има проблем со тироидна жлезда и ми се случуваат вакви работи, да не испадне дека нешто ме уплашивте повторно. Не. Така да, знаете, јас знам какви беа почетоците на македонската држава во правосудниот систем. И тука влегуваа луѓето со огромна почит, општествен углед и достоинство и ги внесуваа сите потребни нешта за да биде построен правосудниот систем од обвинителство, од адвокатура, од судови, виши, јавни и така натаму. Меѓутоа, мислам, ние треба уште еднаш да си размислиме сериозно. Какво општество сме ние? Јас и уште пред еден месец во една наша национална телевизија кажав, ние не сме зрело општество. Наместо да напредуваме
од 91 година, кога ние прогласивме независноста, ние сериозно назадуваме. Рак рана, малигна болест на ова општество испадна присуството на партиите, кои што се однесуваат и како феудалци, а блиските до нив како технофеудалци. Јас морам од оваа тема, ама знаете, не можете вие за судство и правосудство да зборувате, а да се абстрахирате од општество. Така да првиот основен момент треба да биде што сакаат сите политички партии, еве вклучително и на мојата, од која што потекнувам. Дали ние сакаме здраво општество, сериозно општество, со здрави државни институции, или сакаме да играме по феудални правила? Толку треба да се одговори. Так, господја Котлар, пред да продолжиме, сакам само да се обратам до господинот Алексовски. Господин Алексовски, имам еден предлог до вас. Доколку сакате да поставувате прашања до нашиот денешен гостин, ви предлагам да го викнете кај вас на интервју и на разговор, да ви одговара на вакви прашања, затоа што мислам дека не сте реален, затоа што ги цените луѓето само по зборот, а не и по делата, ќе правите некого антимакедонец, а не кажувате со кое дело тоа го оквалификувате како антимакедонец. Ваше е право да мислите онака како што си мислите, меѓутоа јас ево пред да одговори господа Наташа и советувам да не одговара на овие прашања, затоа што не би сакал да се наведе во некои погрешни ветришта. Не сум и ова емисија не е адвокат на никого, ниту пак на премиерот. Доколку сакате вакви прашања, слободно, премиерот ви е достапен, најдете контакт, викнете го, а викнете и некој соговорник кој што ќе поставувате вакви прашања. Добро дојдовте на Македонски корени, меѓутоа ве молам вакви изрази задржите си ги за себе. Да го Да. оставиме. Не, Алексовски. немав намера. Го видов тоа што е напишано, меѓутоа веќе не заслужува понатаму. Так. Господја Котлар, председателката Силјановска Давкова изјави дека сегашните членови на Судскиот совет не ги исполнуваат законските услови и дека наместо да ја бранат правдата, станале судски скандал мајстори, како што рече таа. Дали сметате дека тие ќе поднесат оставки под притисок или ќе останат на функциите? Знаете, председателката покрај тоа што сега извршува политичка функција, таа е моја професорка од правниот факултет, ние сме колеги, јас потекнувам од филозофски, таа од правниот и ја сметам како голем стручњак по оваа тема и сметам дека она што го препознала и го видела што се одвива сега во времето и во просторот ќе биде така. Така што предпочитам дека незиното мислење ќе биде и сосема реално остварливо. Како ги оценувате реакциите на Судскиот совет кој смета дека изјавите на функционерите се притисок и обид за поткопување на судската власт како и директна закана за независноста на правосудството, демократијата на државата и владењето на правото? Знаете што? Јас зато преска реков дека целиот овој проблем некако се издигна на реалити шоу. Меѓутоа, знаете дека ние како општество имаме потреба од стабилен судски систем имаме. Дека ние како општество имаме право и потреба да имаме стабилен политички систем, имаме. Мислам дека треба да се расчисти сериозно со идеологијата. Ја мислам дека и тоа повеќе филозофија, дека ако се најдете во една од властите, дали политичка, законодавна, поточно извршната, законодавната или локалната, вие мора да се стремите да ги исполнувате барањата на оние кои што вас ве изгласале. А колку што знам, во моментот на гласањето на парламентарните избори, водителка беше
промените. Промени и во политичкиот систем, но промени и во другите сфери на животот, па вклучително и правосудниот систем. Сега, таа драмолетка што ја имаме, може би е и добра, но може би за некој е и лоша. На некој начин се создава, може би и притисок, за да некои кои што може би не се толку свесни, да постапат свесно. Так. Така да, сепак сметам дека проблемот е многу сериозен и треба да му се пристапи многу сериозно, а дека тука превладуваат многу и лични пориви, треба да го земеме во предвид. Не се секогаш политичките или партиските пориви доминантни. Има и многу лични и приватни. Токму така. Така што затоа станува целата ситуација многу комплексна. Так, господја Котлар, како ја коментирате изјавата на лидерот на СДСМ Венко Филипчев дека замена на едни со други не е реформа, туку ризик од партизација? Со каква цел Филипче ја искористи оваа фраза, особено ако се има предвид дека такво сценарио се уште не се случило? Знаете, јас жалам што еден таков врвен медицински стручњак се заплетка во нечесни политички води. За жал, може би сметал дека со својата медицина не ќе успее толку богатство да приграби, па затоа му се виде полесна и подоходовна политиката. Јас на вистина жалам што докторите се определуваат во наше општество да бидат многу така вовлечени во политичката сфера. Ги сметам за големи стручни лица и тие се потребни да се на друга сфера од животот. Но не и се. Мислам дека неговата изјава е пред се лицемерие и ја изразува суштината на хипокризијата во таа партија која што лошо помина на парламентарните избори. Друго, ако мисли дека станува за просто физичко сменување на луѓе, мислам дека не е таа намерата, ниту пак постапката. Мислам дека дава една несодржинска и, да ви кажам, ветва некоја изјава, така што сметам дека и да дава изјави, нема ништо тука суштинско, ниту пак нешто значајно. Пред некој ден владата го задолжи Министерството за правда да започне активности за започнување постапка за разрешување државниот јавен обвинител Лјупчо Коцевски, кој беше именуван уште за време на владата на СДСМ и ДУИ. Од владата велат дека една од причините за тоа се 4 точки за состојбите во судството и обвинителството кои се наоѓаат во последниот извештај, односно индекс на Transparency, кој беше презентиран во вторникот и од кој се гледа пат од 2 индексни поени во однос на минатата година. Како втора причина, владата го наведе последното незаконско именување за вршител на должноста шеф на Висшето јавно обвинителство во Скопје. Како гледате на ваквото барање на владата, но и на оправдувањата на државниот јавен обвинител Коцевски дека владата ги немала на располагање сите релевантни и точни информации, дека не се работело за назначување на вршител на должноста, виш јавен обвинител, туку за определување на времен раководител на Висшето јавно обвинителство Скопје? Дали покрај овие причини кои ги наведе владата, имате вие сознанија и за други мотиви за негово разрешување и кои се тие? Мислам дека вчера Министерството за правда го подготви предлогот за разрешување на јавниот обвинител Коцевски. Го достави, мислам, до собранието и таму му се наведени сите нешта по кои што владата, односно Министерството за правда, ги изнело своите видувања за неговата
работа подочно за неговата неефикасност. Сега јас, знаете, немам некои информации, некако не би било во ред да коментирам нешто што не е од мојот домен, меѓутоа следам, знам дека Министерството за правда ја отпочна таа процедура и не е ова единствен случај. Ако се сеќавате, и јавниот обвинител поранешен Јовевски на некој начин така нешто беше разрешен предходниот и назначен, нели, како таков. Така да, знаете, ова ниту е нешто ново, ниту пак нешто невообичаено. Знаете, ја мислам дека сепак треба да имаме јавен обвинител кој што ќе биде доста достоин и честит на овој македонски наш државен простор, да води таква една сериозна правосудна, не велам обвинителска, прво правосудна, тука во еден поширок смисол го разбирам јавното обвинителство, постапка, бидејќи навистина ние, ако не отпочнеме сета оваа работа, како сериозно, тогаш не ќе можеме да одиме ни по патот на напредокот во сите сфери. Значи, да се разбереме, овде мора да ја постои човек, група, гарнитура, која што ќе ги насочи правилните нешта кон правецот на заздравувањето на правосудниот систем, односно заздравување на општеството. Јас од тој аспект можам да го коментирам ова. Од правно или судска, мислам дека ќе се најдат луѓе кои што поинаку тоа ќе си го истолкуваат, еве како што тоа го направи Министерството за правда вчера. Господје Котлар, према вас, кој е одговорен за состојбата во судството и падот на индексот на корупција во Македонија во 2024 година? Па добро, знаете, корупцијата 24-та. Мислам дека е премногу малку и за да се извлече заклучок. Може би треба да биде ветер во грб на новата власт, дека почнала да работи соодветно и дека тоа што требало да се подобри на некој начин е подобрено. Видете, јас сум една од луѓето кои што гласавме за промени, ама промени на подобро во ова општество. Така што јас немам намера да бидам адвокат на актуелната власт. Јас имам намера да бидам човек кој што инсистира на она што беше ветено да се реализира. Така што не можам да се потпрам на овој податок, премногу ми делува осамено. Меѓутоа, нека биде како инспирација за наредните години да се намалува ова страшна, погубна општествена појава. Така. Минатата година странските инвестиции во Македонија надминаа 1 милијарда евра, а владата во втората половина на 2024 година договори 8 нови инвеститори кои ќе отворат 2800 работни места. Како ја оценувате оваа економска политика и најавите на премиерот за нови инвестиции? Јас, бидејќи како историчар сакам да зборувам за општеството, мислам дека практиката на нови инвестиции во ред, таа е актуелна, меѓутоа мислам дека во овој период ние како држава многу тешко ќе мотивираме странски инвестиции кои би отварале такви погони, такви капацитети во кои што би се вработиле поголем број на луѓе. Прво е тоа. Друго,
Јас се сомневам колку ни е сега капацитетот, бидејќи до сега расправавме за правосудство, судство и така натаму, колку ќе биде капацитетот во моментот, не кажувам во иднина, тие странски инвеститори кои што би дошле, да ги задржиме и мотивираме да го одржуваат својот бизнис во Македонија. Да не биде отвори-затвори. Друго, јас сум од оние луѓе, познавачи на општествените состојби, кои секогаш велам следете го патот на парите. Значи, прво ние мораме да расчистиме, тоа е една група на проблеми, каде се одлевале парите и како да се вратат парите назад во земјата. Значи, такви политички постапки постојат и во други држави. Може да се земе нивниот пример и да се реши. Друго, исто така сметам дека ние, ако не се свртиме кон самите себе си, ние ништо друго не можеме да постигнеме. Зошто ова го велам? Го имам во предвид пак историскиот пример на многу земји, како што беше програмата на Рузвелт во Америка или програмата на други држави и во Советскиот сојуз, и во Франција и Германија по Втората светска војна и така натаму. Иако во последниот случај постоеше Маршаловиот план, ама тие ги развија внатрешните капацитети. Инвестираа во внатрешните стратешки суровини. Што е наша стратешка суровина? Поточно наша стратешка дејност е земјоделието. Јас слушам дека во моментов земјоделието е напуштено од голем број, да не речам дури до 100.000 луѓе кои што на времето живееле во Македонија како семејства или вкупна бројка од земјоделие, сега таа бројка ја нема. Ние додека не направиме стратешка верзија, што ни е стратешка дејност, што ни се стратешките капацитети, од каде да го најдеме внатрешниот извор на заработка, на работа, на приход, на профит, нас џабе ни се странските инвестиции. Ако сакаме да зборуваме за одржливост или maintaining, како што вие го велите тоа во Австралија, сметам дека треба акцентот да биде ставен на внатрешната стратешка економија, која што ќе ги детектира и изворите, и одржливоста ќе ја третира, и на тој начин ќе провоцира луѓе кои што заминале од Македонија да се вратат во Македонија, а се вклучени во тој производствен земјоделски систем. Ние имаме многу луѓе кои што се наоѓаат во Западна Европа, ја научиле таа технологија современо за агрокултура, така да мислам дека нашето развивање треба да биде во таа насока. Исто така, во новите технологии, ние имаме прекрасни деца кои што развиле свој патенти, свој производи и треба тоа да се поддржува. Така да мислам во таа насока и секако најмалку тука да биде вклучен партискиот елемент, не зборам политички, туку партискиот елемент. Господја Котлар, од воинствените закани и најави за дестабилизација со масовни протести од страна на ДУИ, не видовме ништо. Единствено гледаме сега само панел дискусии. Како вие го оценувате ваквото повлекување на ДУИ? Дали поставувањето на Артем Груби на црната листа, како и најавите дека се водат истраги за криминали на нивните поранешни, но и сегашни функционери, е причината за ваквото затишје и спласнување на националистичката реторика на ДУИ? Од што се исплаши ДУИ? Како гледате и на сегашната реторика на ДУИ дека албанците се бркаат од државните институции? Вака, ДУИ многу сака да си става равенство меѓу нивната партија и албанците. Значи, албанци нема само во ДУИ, па јас сум запознала албанци во ВМРО. Сега како да правиме? Јас сум видела албанци
и во други политички партии, и во СДС, како албанците во Македонија. Мислам, тоа е веќе една пропадната реклама на ДУИ да се поистоветува со македонските граѓани од албанско потекло. Значи, така треба да се дефинира тоа. ДУИ цветаше додека беше на власт ама во извршната власт посебно. Затоа што ДУИ е во власт, ама сега е во законодавната. А таа не ви нуди можности за стекнување на огромни капитали на нечесен начин. Сега парите гледаат да си ги зачуваат, ако треба да има вештачка револуција, треба да ги дадат на некој за да излезе надвор и да се бунтува. Друго, мислам дека менторот веќе им е сменет. Туторот веќе што им даваше сила, веќе е сменет. Политиката на председателот Трамп е сега нешто сосема друго. И секако, она криминално однесување на луѓето придонесе тие да се најдат во тој список на црната листа што го кажа амбасадорката Ангела, да. Така што, колку што се сеќавам во нејзиното интервју, таа кажа дека тие доказите ги имаат. Така што, сигурно тоа не го направиле на некоја плитка основа. Така што, мислам, треба, овие се, знаете, последните изблици на некоја политичка манифестација на ДУИ. Затоа што има многу. Друго, не се менуваат луѓето од ДУИ, да не се разбереме лошо. Јас сум во државна институција. Значи, јас имам проблем со неработници и забушанти. Не знам кој од каква партија ни која партија е. Значи, јас морам да се справувам со таков предизвик. Посебно што во државниот архив се вработени многу повеќе отколку дозволениот оној процент како што беше. Во државниот архив самиот заменик кој што беше албанец се пофали дека вработил 40% албанци. Па кој е избрка? Локалните избори ќе се одржат во првата половина на октомври. Дали Глас за Македонија ги започна подготовките? Ќе настапите ли самостојно или во коалиција и со кого? Искрено да ви кажам, во моментов, како и сите големи и мали партии, се одвиваат подготовки, се одвиваат размислувања. Морам да ја запознам публиката дека Глас за Македонија можеби нема огромно членство, бидејќи големите членства се направија на почетокот од формирањето на партиите со големи капитали. Значи, кој ќе се обиде да создава партија во Македонија, ако нема голем капитал или не стои државниот капитал зад него, многу тешко ќе просперира. Меѓутоа, она што представува капитал во нашата партија е интелектуалната особеност на луѓето. Морам да признам, јас и како општествен лик, и како научник, и како директор, се соочувам со многу непринципиелни притисоци. Затоа ви велам, притисоци од луѓе кои што не се опозиција. Добро. Свативме. Така. Но работите се одвиваат како што се одвиваат. Меѓутоа, Глас за Македонија, ако оди самостојно, ќе оди врз основа на својот интелектуален капацитет и докажаност на честитост и карактер. А доколку се определиме да одиме повторно во коалиција, ние исто ова ќе го истакнеме во коалицијата да биде еден адут повеќе пред избирачите дека
Во таа коалиција постојат луѓе со сериозен интелектуален, па и личен капацитет. Так. Дали би се кандидирале за градоначелник и ако да, и во која општина? Во овој момент не размислувам, но ако би ги прескокнала овие локални избори и ме прашате за другите локални избори, многу би сакала да се кандидирам за градот Охрид. Хубаво. Така, одлично. Охрид мајка нема имано уште. Да. Му фали мајка на Охрид да ја среди Но сега се работата. занимавам со државни работи, го водам државниот архив. Еве, случајно, ако бидам така пристојна пензионерка по својот физикус и ментален склоп, би се кандидирала за градоначелник на градот Охрид. Ама во некој друг циклус, не во овој. Ајде да видиме. Меѓутоа никогаш не велите никогаш. Да, Или не? да. Евентуално, ако не ми се посреќи, па да станам нешто друго, па да бидам презафатена за градоначелник. Господ нека помага онаемо каде што треба. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски најави дека се поставуваат уреди на така наречените црни точки на улиците, кои уреди ќе испраќаат SMS пораки до прекршителите во рок од 24 часа по направениот сообраќаен прекршок. Како ја оценувате ваквата мерка и дали таа ќе придонесе за зголемување на сообраќајната безбедност? Знаете, ова што го нуди поточно Министерството за внатрешни работи преку изјавата на министерот не е ништо ново. Јас ја имав можноста овој систем да го запознам уште пред 23 години во Германија и таму тој систем функционираше. Вие ако се огрешите на основа на сообраќајни правила и прописи, точно е дека ви доаѓа дома информација со казна, со доказ дека вие сте го направиле прекршокот. И ако одбиете тоа да го платите во тој законски рок што ви го определува државата, вие ќе добиете двојно повеќе поголема казна на следното. Така што мислам дека ако овој систем не представува ништо ново, не е топла вода измислена во моментов, само треба добро да се примени, ќе помогне. Друго, имав среќа да се дружам повеќе меѓу германците отколку меѓу нашите. Тие сите едни со други се пратат. Не затоа што се многу попаметни, туку не дај Боже јас да сгрешам, па некој друг да ме кажи. Тој систем, наследење лично еден од друг, исто им функционира. Но затоа таму жртвите се многу помалку. Неодамна излезе бројката колку луѓе настрадале во Македонија при сообраќајни несреќи, па тоа е страшно. Бројката беше страшна. Страшна. Ние имаме одвај 2 милиона луѓе. Така што мислам дека системот што побрзо треба да се примени. Госпоѓа Котлар, какви се вашите очекувања од денешната прва средба помеѓу министрите за надворешни работи на Македонија и Бугарија, Тимчо Муцунски, новиот бугарски министер Георг Георгиев, што ќе се одражи на маргините на Минхенската безбедносна конференција? Па мислам дека ќе се сведе на една куртуазија, мислам дека ќе се сведе на покажување добра волја за соработка меѓу двете страни. Мислам дека нашата страна ќе настојува да ја омекне сета таа ситуација, а мислам дека бугарската страна ќе се остане цврсто на своите позиции. Меѓутоа, знаете, подобро е нешто да се прави, одошто ништо да не се прави. И друго, мислам дека треба таму да се внимава на таа конференција, на тој целиот огромен самит,
што го кажа американските представници во однос и на нивната политика кон Европа, односно Европската Унија, но и пошироко. И мислам дека нашите политички представници тоа ќе го имаат во предвид и ќе ја изградат веќе еднашка за секогаш таа надворешно политичка стратегија. На Минхенската безбедносна конференција учествува и премиерот Христијан Мицкоски, кој оствари средба со првиот човек на Европскиот совет Антонио Кошта. Мицкоски за време на тој состанок, меѓу другото, му порачал на Кошта дека Македонија заслужува да оди напред, а не да биде заложник на билатерални прашања и препораки. Како ја оценувате таа средба, но и пораките кои му ги порачал Мицкоски на Антонио Кошта? Доби ли конечно Македонија дипломатија која што треба да ги заштити македонските национални интереси? Секако. За разлика од премиерот, јас сум можеби поофанзивна, но добро е што премиерот е таму, па на поддипломатски начин тоа ќе го изрази. Мислам дека премиерот е на правиот пат во овој однос, дека треба да се инсистира што представува не само потреба, туку и израз на она што представува македонство. Сега зборувам и за држава, и за народ, па ако сакате и за нација, но и за народ кој што се наоѓа во различни држави. Ние не сме само во оваа држава, македонската. Затоа реков, многу треба да се внимава на пораките што ги дадоа американските представници, бидејќи Европската Унија е пред чинот на сериозно нејзино реформирање. Не затоа што тоа го сака, напротив, затоа што тоа не го сака. И строго се држи до своите конзервативни и непринципиелни правила. Меѓутоа, пораките во однос, посебно на Украина, мислам дека треба да се видат во предвид. Пораките во однос на зголемениот процент во вооружувањето, и тоа треба да се види. Тоа е исто една суптилна работа каде што се бара модус малку поинаков од постоечкиот. Така што работа е, тоа е, ние сме го избрале председателот во моментот на владата да ја врши таа функција и треба да ја извршува. Тој представува сепак држава и нема од што да се плаши. Мора да имитува едни такви работи во однос на политиката и многу, еве јас велам да сум на такво место, дури би била и поофанзивна. Господја Котлар, како и секогаш чест и задоволство беше вашето учество во Македонски корени. Ви благодариме и ви посакуваме убав викенд до следна наша средба овде на Македонски корени. Пријатно до слушање и секако скоро довидување без пречки. Без пречки, издржавме покрај овие проблемите што ги имавме. Можеби нема да се видиме за поскоро време, но ете, ќе се слушаме и ќе се гледаме. Ќе имаме време да се договориме. Секој е добро до вас. Остануваме во контакт, иако така мислите дека за скоро, можеби ќе види поскоро него што вие мислите. Чувајте си го здравјето. Да видиме. Фала. Многу е важно. Поздрав и секој е добро. Поздрав, пријатно. Пријатно.